Да, за безусловната препорака за почеток на преговорите во студиото разговарам со Александар Хирацовски, генерален секретар на СДСМ. Безусловната препорака министерот за финансиите Ивдовски вели ќе биде стимул и за економијата. Што значи оваа препорака и што доколку Хирацовски сепак нема решение за спорот со името? Најпрво ви благодарам за поканата за учество на 24 вести. Поздрав до гледачите, до нашите сограѓани, на кои впрочем и им честитам за чистата и безусловна препорака за полноправно членство на Република Македонија во Европската унија. Нормално, релаксацијата на односите внатре во државата, развојот на економијата, сите останати сегменти на општественото живење се релаксираат кога добивате една чиста препорака, би рекол народски кажано, како солза, која што гарантира владење на законот, владење на правото и развој нормално на економијата, како што каже и самиот министер за финансии. Она што е исклучително битно, а што е нотирано во самиот извештај на Европската комисија, инаку тие впрочем се исклучително скржави во својата терминологија и кон оние кои што се земји членки во Европската унија и кон оние кои што претендираат да станат земји членки, е самиот факт што нашата земја е категоризирана како земја која што направила значаен напредок во изминатите преку 10 месеци и како земја која што веќе прераснала во земја фактор на стабилност во регионот. Европската комисија ги препознала напорите и на владата на Република Македонија, напорите на собранието на Република Македонија со парламентарното мнозинство и сите оние чинители општествени кои што учествуваат во развојот на сите процеси кои што не доближуваат до Европската унија и сето тоа заедно ете на некој начин срочено во овој европски извештај, односно извештај на Европската комисија, гарантира она што ние на некој начин го нарекуваме слободен пат кон она кон кој што сите се стремиме изминатите, би рекол, 25 години. Што доколку нема решение за спорот со Грција и имате ливе информации како политичка партија до каде се преговорите? Видете, секоја сериозна политичка гарнитура, секоја сериозна влада каква што е моменталната и актуелна влада на Република Македонија има и план Б, и план С, и план Д. Меѓутоа, самото постоење на плановите, што ако не се случи влез во Европската унија, на некој начин го намалува притисокот и одговорноста на сите нас да направиме се што е возможно за да успееме да ја постигнеме крајната цел. Знаете како велат граѓаните, најголем непријател на најдоброто за вас не е добро, не е злото, меѓу доброто и злото е јасно, меѓутоа она што е добро. Ние во овој момент добро ја водиме државата, се она што е неопходно и во делот на измената на законите за судството, медиумскиот простор, регулаторните тела, се она што е неопходно за нашата држава да биде демократска, го правиме и тоа е добро за Република Македонија. Меѓутоа најдоброто за нашата држава и за нашите сограѓани нормално е влезот во Европската унија. Она што е најинтересно во јавноста изминатиот период се патните трошоци за пратениците. Се најавуваше некое решение за да се намалат патните трошоци, сумите кои што ги добивате како пратеници кои што доаѓаат од внатрешноста, има ли некое решение и до каде е таа постапка? Благодарам на прашањето, најверојатно неизбежно е кога пратеник гостува во одредена емисија, интервју, да се постави ова прашање. Она што е исклучително битно и кој што граѓаните треба да го знаат е тоа што ние како парламентарно мнозинство жалиме што овој закон не беше изменат за намалување на трошоците за пат на пратениците од нивните родни градови до собранието на Република Македонија уште во првите 2 до 3 месеци, меѓутоа нормално имаме обврска и кон нашите коалициони партнери, имаме обврска дури и кон парламентарното малцинство, да извршиме на сериозна и широка консултација во однос на тоа што е оптимално решение, на кој начин ќе се заштитат парите на граѓаните од една страна, а од друга страна како на пратениците да им се овозможи соодветно и соодветен и достоинствен начин да патуваат од местото на живење до центарот на збиднувањето, односно до собранието на Република Македонија. Она што е исто така битно во контекст на ова прашање е што владата на Република Македонија и нормално ова парламентарно мнозинство уште на самиот старт
ја донесе транспарентноста, особено во однос на делот на финансиските трошења и во делот на буџетот и во делот на собранието, нормално и трошењата поединечно на секој министер, владин и државен функционер. Тоа не жалиме што веќе ние сме првите. Тешко оди кај пратениците. Ќе ви кажам и зошто. Не жалиме што токму како бумеранг ни се враќа нас, затоа што нормално ние ги донесовме тие позитивни ветришта во делот на транспарентност околу работењето на функционерите, меѓутоа мора да расчистиме со неколку клучни прашања во однос на овој проблем. Прво, секој граѓанин треба да го знае процесот и начинот како се исплаќаат патните трошоци. Согласно законот кој што екзистира и по кој што мора да се функционира. Секој пратеник како е донесен. А ние ќе го промениме многу скоро. Прво, секој пратеник добива патни трошоци доколку патува со сопствено возило, 1/3 од цената по литар гориво по километар. И од тоа нема бегање, сакале или не ќеле. Друго е она што на некој начин добар дел од пратениците го викаат, а тоа дајте да издвоите не од оние кои што ги злоупотребуваат патните трошоци, и нормално тука ги повикувам и надлежните институции соодветно да испитаат таа работа. За злоупотребите малку подоцна, а велите 1/3. Не сметате дека тоа е превисока сума, бидејќи врз основа на таа се прават тие... Апсолутно. Ова сума е превисока, јас би рекол дури и нехумана. Меѓутоа тоа е законот. Сега ние одиме со намалување на истата таа сума. Ја намалуваме за 1/3, односно од 30%, предлог законот е да се намалат патните трошоци за 20%. Меѓутоа, кога ќе се продлабочите во самиот проблем за патните трошоци, доаѓате до неколку варијанти, односно потребата од неколку варијанти кои што на пратениците мора да им стојат како опција. Впрочем, и добар дел од злоупотребите кои што претпоставувам дека некои од пратениците ги правеле е затоа што немале втора, трета или четврта опција. Тоа не ги оправдува, меѓутоа ние еднаш за секогаш мора да ставиме крај на ова прашање. Кои се опциите? Опциите се: имаме 3 варијанти. Прво, мора да разбериме дека сите оние пратеници кои што живеат најдалеку од нашата метропола и кои што се активни, секогаш излегуваат први на листата. Затоа што тие учествуваат и на собраниските седници, на пленарната седница и на сите комисиски седници, и доколку се активни, живеат најдалеку од своето живење, нормално од собранието на Република Македонија, истите сакале или не ќеле, секогаш добиваат максимум финансиски средства и повторно излекуваат први на листата кои што добиле финансиски средства и се на линч на јавноста. Сега мораме да го смениме тоа. Додовме до заклучок дека евидентни се 3 одредени потреби за кои што треба да се поделат 3 групи на пратеници. Првата категорија е пратеници кои што живеат до 70 километри од Скопје, втората категорија е од 70 до 120 километри од Скопје и третата категорија е на пратеници кои што живеат над 120 километри оддалеченост од Скопје. Првата категорија ќе може да ги користат, односно како предлог закон кој што ќе оди на јавна расправа и нема да биде пуштен во нагласање на некој начин доколку јавноста, вие медиумите и сите останати заинтересирани страни не го одобрат на некој начин истиот предлог закон. Првата категорија ќе може да ги користи наместо 30-20% од средствата по километар за литар гориво, и тоа е драстично намалување, скоро преполовување. Втората категорија, ако немаат соодветно возило, сметаме во апсолутни суми тоа, што на крајот доаѓа дека се преполовува сумата на трошоците за пратениците доколку овој предлог се усвои на собранието, нормално ни широка расправа. Втората категорија се унесува на пратениците кои што живеат помеѓу 70 и 120 километри оддалечени од Скопје. Овие доколку имаат свое соодветно возило или доколку имаат приватно возило, може да користат и првата варијанта, наместо 30 по 20% од литар гориво по километар. Но исто така, собранието може да обезбеди, се процени дека на тој начин може да се заштедат дополнителни средства, собранието може да обезбеди соодветни лизинг возила по една просечна, би рекол и ниска вредност, кои што пратениците ќе можат да ги користат и ќе бидат ослободени од сите останати трошоци. Од една страна, од друга страна, собранието ќе може да заштети. Третата варијанта е на сите оние пратеници кои што живеат над 120 километри од градот Скопје, да им се даде, меѓу другото, покрај првите две варијанти, и варијантата да обстојуваат тука во Скопје,
да им се дава надоместок за престојување за стан согласно Законот за избрани и именувани лица. Тоа е 300 евра месечна кирија за стан и чинам дека е околу 100 евра за трошоци. Доколку вака се постави моделот, пратениците ќе бидат на некој начин обезбедени да не мора да извојуваат дополнителни трошоци за да извршуваат непречено својата работа, а од друга страна граѓаните ќе заштедат половина од оние финансиски средства кои што ние денес ги плаќаме. Но повторно велам, само и единствено доколку широката јавност, граѓаните, вие медиумите, стейкхолдерите, сите оние заинтересирани страни по однос на ова прашање дадат пас истото да оди на нормално на собраниска процедура. Граѓаните велат зошто пратениците не патуваат со автобус како и сите други граѓани, како ќе се спречат злоупотребите кои што се прават, бидејќи видовме за една ваша поранешна колешка се води истрага од специјалното јавно обвинителство, се води и за уште еден ваш колега пратеник истрага. Како ние ќе знаеме дека на вистина тој пратеник патувал па дури и по некоја од овие опции кои што вие ги нудите? Тоа беше клучниот проблем, што никогаш немавме доказ, ние ги бараме фискалните сметки, не можеме да ги добиеме, за да знаеме дека некој на вистина патувал. Јас ја охрабрувам постапката против секој оној за кој што постојат индиции дека се огрешил од законот по однос на ова прашање. Независно дали е пратеник, министер, премиер или било која друга функција ја носи во нашата држава. Меѓутоа мора да ги издвоиме на некој начин пратениците кои што честно си ја заработуваат платата и патуваат секојдневно, патуваат некој по час, некој по 2, некој дури и по 5 часа дневно, значи трошат време од на некој начин од семејството, време од она што би можеле да го реализираат за тој период време од животот, наспроти оние кои што ги злоупотребуваат овие финансиски средства. Овој модел согласно трите аспекти кои што ви ги кажав, како контролна мерка ја гледа контролата на самиот пункт на патарините, народски кажано. Секој пратеник, патот од својот роден град до Скопје ќе мора да го докажи преку плаќање на патарините со својата картица, банкарска картица, на која што ќе има соодветен слип и печат на истиот слип, а кога ја дава својата картица, ќе мора да ја приложи и пратеничката легитимација на која што веќе е идентификуван и со слика. Ќе мора да ја даде легитимацијата зошто? За да му се стави печат на слипот? За да му се стави печат на слипот. Таа е комплетна контрола која што гарантира минимум нулта злоупотреба на ова работа, на ова прашање, на овој проблем, а од друга страна ќе гарантира оние пратеници кои што се честни, работат онака како што налага законот, да можат да бидат спокојни додека вршат својата работа. Ако нема картичката, ако нема печат, нема да тогаш трошоците ќе се износи самиот пратеник. Ќе се одважите ли како пратеници да ги објавите еве јавно, бидејќи еве гледаме дека министерствата, министрите ги објавуваат веќе трошоци? Дали вие еве? Апсолутно, меѓутоа ние како пратеници ниту имаме право ниту можност да ги обзнаниме истите тие трошоци, тоа е работа нормално на собраниските служби, меѓутоа јас велам, кога владата, почнувајќи од премиерот до последниот директор, можеше да ги обзнани своите трошоци, тогаш ќе можат и нормално собраниските служби да ги обелоденат трошоците на пратениците по било кој основ. И така треба да биде. Председателот на Финска леташе за 61 евро во економска класа, ниско буџетна компанија леташе. Се надевам дека и ние, нашите функционери, ќе може да ги видиме вака за 60 евра да летате, да не трошиме толку пари. Во собранието со ВМРО ДПМН ги усогласивте дел од законите, пакетот закони кои што требаше да бидат клучни за реформата, што уште остана за усогласување? Искрено ви кажам, сум позитивно изненаден од пристапот нормално и на представниците од власта и на представниците од опозицијата во делот на преговорите кои што траат веќе би рекол 2-3 месеци, кои што се пред се за доброто на граѓаните. Овие реформи се неопходни, ние своевремено кога бевме опозиција интензивно ги баравме, независно што тоа тогаш ради врхушката
на актуелната опозиција не беше прифатено и амблок беше одбиено, меѓутоа сега самите промени на структурата во државата, самата промена во опозиционата ВМРО-ДПМН остава простор да се верува дека и она што е досега постигнато и она што треба да се постигне ќе биде светло на денот. Нормално постигнавме добар напредок во делот на Законот за заштита на заштитени сведоци. Тука на специјалното јавно обвинителство му се овозможува непречена работа и можност да учествува во делот на процесот и процедурата за категоризација на заштитените сведоци. Во делот на судството имаме евидентен напредок, ги дефиниравме можностите и оврските за казни кон судиите и председателите на судови, што ќе гарантира професионалност и непристрасност кон работата во самото судство. Членовите на судскиот совет нема да можат да бидат избрани за председатели на судови или за суди на повисок суд, додека се членови на судскиот совет. Исто така, како една новина која што е прифатена и ќе види светло на денот, е укинувањето на просекот кој што беше необходен како критериум за учество во Академијата за суди, не заради тоа што квалитетот на некој начин на знаењето не е битен или критериумите на знаењето не е битен, туку заради тоа што со дисперзираните студии се развод на самото образование и особено во овој дел кога е необходен интегритет многу повеќе од колку нешто друго, самиот простор и самиот закон нормално ни овозможи укинувањето на овој критериум да обезбеди нешто што е многу поквалитетно отколку она што е на некој начин паушално. ОТА, оперативно-техничката агенција, како посебно тело за следењето на комуникациите, обезбедува од една страна граѓаните да се чувствуваат сигурно од аспект на државната пенетрација, а од друга страна ги гарантира нивните права и слободи. Измените во Законот за работата на тајните служби и многу други детали гарантираат само едно. Република Македонија се движи во вистински правец. Јас ги повикувам и пратениците, нормално и опозицијата, и пратениците од опозицијата да продолжат во оваа насока. Сите оние антагонистички настроени внатре во нивната партија и во парламентарна група кадри да успеат да ги изменаџираат за процесот кој што трнал за доброто на граѓаните, да не запре и сите на крајот да ја постигнемо на крајна цел наше членство на Република Македонија во Европската унија и во НАТО алијансата. Уште малку време, имам уште неколку прашања. Финансирањето на политичките партии, како ќе се одвие, усогласивте ли таму, бидејќи имаше недоразбирање, мислам дека околу сумите? Усогласувањето во однос на ова прашање на некој начин е веќе испеглано, остануваат уште неколку други детали. Самото финансирање на политичките партии во минатото представуваше главен проблем, особено околу транспарентноста, како истите се финансираат. Тука имаме одреден напредок и едно прилично чисто решение кое што гарантира, народски кажано, политичките партии да станат независни од бизнис секторот и од бизнисмените кои што утре други ден можат да тријат сол на глава и да речат ние ви помогнавме, а вие мора да се прилагодите кон ова и ова работа затоа што треба да ни возвратите. Така функционираше ВМРО-ДПМН во минатото, заради тоа мораше да прават најразлични инкриминирачки активности. Ние за среќа од тоа сме алиментирани, сме на некој начин слободни и ослободени, а во иднина сакаме да гарантираме и актуелната опозиција да биде ослободена спред се за доброто донациите и од фирмите и граѓаните. Да, меѓутоа ќе бидат намалени за 2,5 пати. Пример, сега околу 45.000 денари се плаќа по советник и пратеник. Оваа сума од страна на државата кон партиите. Оваа сума ќе биде зголемена за 2,5 пати за да се гарантира независноста на самите партии во делот на финансирањето. Истата ќе изнесува 110.000 денари, а од друга страна ќе се намалат донациите од страна на фирмите од 30.000 евра на 12.000 евра и донациите од граѓаните, од поединци од 3.000 евра на 1.200 евра. Меѓутоа исто така ќе се укини и финансирањето на државата, на државниот апарат кон партиите, веднаш после изборите се она што на некој начин како гласови го имаат колектирано политичките партии и се плаќа по соодветна сума. Овој пат ќе биде преку ова предлог законско решение тргнато на страна
и одиме со новото предлог решение. Како генерален секретар сега уште неколку прашања. Партијата го прослави вчера роденданот. Има ли фракции внатре во СДСМ со оглед дека сега имате многу функционери, општини на локално ниво, нели, добиени, па секој ќе си влече на своја страна и своји интереси? И како, на кој начин со тоа се справувате? Социјалдемократскиот сојуз на Македонија прослави 27 години од своето екзистирање, години поминати низ многу предизвици, со убави моменти, со помалку убави моменти, со многу победи, со порази. СРСМ е партија која што важи за државотворна партија, партија која што на некој начин ги поставила столбовите на Република Македонија. Од неодамна, или ако можам да се изразам така, во последните неколку години се закити со уште една карактеристика, со уште еден квалитет, а тоа е храброста која што беше неопходна во дадени моменти во самата СДСМ и нормално почнувајќи од Зоран Заев како лидер на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ние сме партија која што учиме и од нашите грешки и од грешките на нашите опоненти и другите партии нормално. Не знам зошто ова прашање веќе изминатите, би рекол, месец дена, независно кој функционер од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и да учествува на некоја дебата или на интервју се поставува како прашање. Најверојатно тоа е некое... Добро, има некој општ впечаток? Апсолутно не се сложувам. СРСМ е посплотено од било кога. СРСМ ја научи грешката на 11 години опозиција. Внимавајте, 11 години опозиција е тежок период и за оние кои што сега ги чуваат на некој начин клучните позиции и во партијата и во власта, но и за членството. Членството никогаш не би дозволило да има фракции по таа основа на најниското ниво, а ние, како одговорни политичари, како луѓе кои што на некој начин бевме подготвени животот да го дадеме за промена на режимот и за пат на режимот, сега ни подразно нема да ја прокоцкаме шансата да влегуваме во разноразни игри или на некој начин да се лактаме меѓу себе со најблиските партнери, другари, соборци со кои што сме се бореле во изминатиот период за не знам какви цели. Што е невозможно. ВМРО ДПМН важеше како партија изминативе години која што внатре партиски си ги држи конците. Дали се вие постојано се повикувате на демократија внатре во партијата? Може ли тоа и да ја ослабне партијата и тие демократски процеси кои што вие ги изборувате? Демократијата е неопходна и во партиите на власт и опозиција за истата да се рефлектира подоцна во државата, независно дали таа краткорочно ќе штети по било кој од основите. Самата контрола, кога ја спомнувате, или држење на конците, алудира на минатото додека ВМРО ДПМН владееше, а тоа значи гушење на сите функционери по основ на вертикалата на самата организација и во државата и во партијата. Јас ви уверувам дека СРСМ има сериозна и соодветна контрола врз партиските и општествените функционери, но само во една насока, да гарантираат квалитет и да испорачаат бенефит за граѓаните на Република Македонија. Да бидат ефикасни и ефективни, да бидат плодотворни и делотворни и со секој ден од нивното екзистирање на тие функции да извршат соодветната мисија за која што се поставени. За крај, во однос на вработувањето, членството некако граѓаните како да очекуваат вработување во администрацијата. Од друга страна, гледаме дека има и некои најави дека сите оние кои што недоволно и непрофесионално ја вршат работата ќе бидат надвор од администрацијата. Како и на кој начин и дали ќе ги задоволите тие апетити на вашето членство во поглед на вработување? Нашето членство, согласно минатото кое што заедно го изминавме во тешките клучни моменти додека Република Македонија се бореше со режимот, е прилично разбрано членство. Членство кое што е трпеливо и знае да се очека, знае да препознае момент и знае да се однесува соодветно согласно тој момент. Република Македонија се наоѓа пред еден сериозен предизвик кој што повторно е во интерес и за доброто на граѓаните и тука нема простор за грешки. Нормално е секој да очекува да се вработи на соодветно место во добра, условно кажано, институција, но и на добро место, на добра позиција во приватниот сектор. Ние мачиме и успеваме во тоа приватниот сектор да го направиме поатрактивен од државниот сектор. Државниот сектор и јавната администрација ради навиките, затоа што сме постсоцијалистичка земја,
е на некој начин примамливо. Меѓутоа, јас ви уверувам дека за многу скоро, согласно она што владата го прави како напредок во делот на странските инвестиции, на домашните инвестиции, самиот раст на платите, повишувањето на минималната плата, укинувањето на радиодифузната такса, враќањето на ефтината тарифа на струјата, сето тоа што значи повеќе пари кај граѓаните, ќе значи дека граѓаните ќе се навикнат да таргетираат работни места кои што ќе можат да ги задоволат согласно своите компетенции и знаење и во приватниот сектор, од каде што ќе можат да очекуваат соодветна плата и надоместок многу повисок од оној кој што екзистира во јавната администрација. Хирацовски, ви благодарам за гостувањето во вестите на Телевизија 24. Благодарам и вам и поздрав до гледачите уште.